Почитувани колеги советници, почитувани гости, почитувана јавност, согласно член 38 од статутот на општина Битола, службен гласник на општина Битола број 10 од 2005 година, свикувам седница на Комисијата за јавни дејности на Советот на општина Битола денес 17.12.2024 година со предлог на следниот дневен ред. Точка 1. Програма за туризам на општина Битола за 2025 година. Точка 2. Програма за култура во општина Битола за 2025 година. Точка 3. Програма за образование во општина Битола за 2025 година. Точка 4. Програма за социјална заштита во општина Битола за 2025 година. Точка 5. Годишна програма за работа на Јавната општинска установа Културен информативен центар Битола за 2025 година. Точка 6. Годишна програма за работа на Зоолошката градина Битола за 2025 година. Точка 7. Годишна програма за работа и финансиски план на Јавната општинска установа Дом за стари лица Сјурајдер Битола за 2025 година. Точка 8. Одлука за продолжување на воспоставената меѓуопштинска соработка помеѓу општина Битола и општина Новаци, и точка 9. Одлука за продолжување на воспоставената меѓуопштинска соработка помеѓу општина Битола и општина Могила. Дневниот ред го оставам на гласање. Кој е за? Дневниот ред е едногласно усвоен и преминуваме на точка 1 од дневниот ред, програма за туризам на општина Битола за 2025 година. Имаме представник од општина Битола и молам во кратки црти да се произнесе по програмата за туризам на општината. Повелете. Добар ден на сите, почитувани присутни. Предлог програмата за туризам на општина Битола за 2025 година е во износ од 5 милиони денари, од кои што извори на приходи се планира да се обезбедат надомест за добивање на лиценца за угостителска дејност 2,5 милиони денари и комунална такса за привремен престој од исто така 2,5 милиони денари, вкупно 5 милиони денари. Предлог активности, ставки во расходи за програмата за туризам за 2025 година се следните. Промоција на активности на Национален парк Пелистер за развој на туризмот 500.000 денари, студија за развој на летен и зимски туризам на Пелистер 300.000 денари, организација на зимска приказна 2025 4 милиони денари и јавен повик за здруженија за спроведување на активности во врска со унапредување на туризмот 200.000 денари. Вкупно 5 милиони денари. Ви благодарам. Дали имаме прашања по точка 1 од дневниот ред? Повелете, председателка. Добар ден на сите. Дејан, вие гледам дека имате правено програмата, така? Заедно и со колегите, да, мислам не само јас. Значи, вкупната вредност на цела програма за туризам е 5 милиони денари, од кои 4 милиони денари се за зимска приказна. Да. Може да ми кажете што е ставката студија за развој на летен и зимски туризам? Студија... Таа е истата, она студија од пред 2 години? Истата, да. За жал не успеавме, имавме обид да направиме тендер за спроведување на ова постапка за студија за развој на летен и зимски туризам. Малце беше доцна и свативме дека нема да успееме овој месец декември да биде изготвена и затоа ја префрламе како ставка во наредната година. Значи не ја реализиравте. Од минатата година имате реализирано само зимска приказна. Има зимска приказна и останатите ставки. Исто јавниот повик за здруженија и исто со Националниот парк Пелистер и зимска приказна. Не е реализирана само оваа ставка, односно студија. Тоа нема ни в година да биде реализирана. Студијата. Во ред, немам други прашања. Благодарам. Други прашања по оваа точка? Констатирам дека немаме повеќе прашања по точка 1 од дневниот ред и преминуваме на точка 2 од дневниот ред, програма за култура во општина Битола за 2025 година. Го молам представникот да се произнесе по програмата. Повелете. Здраво. По однос на програмата за култура за 2025 година,
Предмет на самата програма се активности што ќе се реализираат во 2025 година, преку кои што ќе се имплементираат надлежностите на општина Битола во областа на културата. И ќе се дефинира локален интерес на културата. Имаме цели и приоритети на програмата: доближување на културата до сите граѓани, поттикнување на современо творештво со посебен фокус на културните потреби на младите, промовирање на европски вредности, стимулирање на креативното творештво и изразување на младите, интерактивно искуство кај младите, поддршка на визуелна уметност, соработка со уметници креативци од општина Битола, унапредување на соработка со националните институции од областта на културата и други. Вкупната сума на програмата за култура за 2025 година е 16 милиони и 50 хиляди денари. Тука имаме повеќе традиционални настани кои што се сакате сите да ви ги прочитам. Ги имавте добиено, ама ако сакате да ги Ги читам. имаше во програмата, некој ако има прашања ќе постави прашања. Нема потреба. Ви благодарам. Или имате уште да се произнесете? Добро. Благодарам. Дали имаме прашања по точка 2 од дневниот ред? Може? Повелете, председателке. Ни кажавте дека се предвидени 16 милиони и 50 илјади денари и имате само 3 ставки. Други договорни услуги, други оперативни расходи, разни трансфери. Може да ми ги објасните ставките? Овие ставки се други договорни услуги, тука мислам беа под К4, 425990, физички лица. Во другото имаме беа физички лица, здруженија, и во едниот дел беше здруженија, физички лица и фирми. Јас овде не ја гледам. Ме интересира минатиот пат ни доставивте една програма, односно еден акционен план. Има некакви такви документи што не ги имате доставено или? Кога за ланската година? Значи за програма за култура имавте акционен план кој не беше претходно доставен до Советот. Мене ме интересира и годинава имате изработени такви акциони планови, ако имате, зашо имате изработено? Па немаме акционен план, мислам, изработено, да. Минатата година имавте за Битфест. Годинава немате? За програма за култура немав миланската година акционен план, за Битфест беше тоа. Па за Битфест, значи тоа е во склоп на Битфест. Мене ме интересира дали имате други такви документи кои во моментот ги имате изработени. Во однос на Битфест тоа ќе се реализира преку јавен повик кој што ќе биде за настани за збогатување на културното лето во текот на летото. Надвор од овие традиционални настани што се во самата програма. И за него ќе има посебен акционен план. Па да, акционен план тој и не ви е сега јавен изработен? повик ќе се распише. Не се разбирам. Добро, значи Битфест ќе оди со јавен повик, како Да. што имате напишано. Да. 2,5 милиони денари, тие се целосна сума за сите настани на Битфест или за отворање на Битфест? За сите настани на Битфест ќе бидат во 2025. Имаме додаени некои нови традиционални настани од лани до годинава? Или од земени некој? Бидејќи ја немам за споредба ланската. Истите се. Културно-уметничките друштва со 1.450.000 денари. Тоа е ново. Тие се нови. И овие ќе одат со јавен повик или како? Да.
Во ред. Дали имаме други прашања? Само Павла? уште едно прашање. Последната ставка, ви е целата само за културно-метнички друштва, бидејќи има подолу како поголема вклученост на младите. И нема пари. Тоа е едно со друго, само на друга страна е? Најверојатно да. Да. Тоа е го овде. Да. И линденски денови беа 500.000, сега се 800.000, така? Зголемени се, да, и линденски заради потребите, што Затоа ве прашав, дали може да ми кажете кај има измена, ми Не. велите дека се исти, се да не ги Не, проверуваме ми- едно по едно. ме прашавте дали има додадени нови, а за сумите негде има врз основа на поднесени барање, како што е, например, и линденски денови додадено. А то на јавен повик имавме за да поднесат барања? Не барање за вметнување во програма. За да се зголемат средствата. Бидејќи имале Тралала, не како беше што не- 200.000 претходно? Како што не известија од Центарот за култура, дека од Министерство за култура имаат најава дека следната година можно е и голема е веројатноста да му се намалат средствата од Министерство за култура и поради тоа пратија такво барање. А овие што се детските фестивали, Тралала беше со толку имат аплицирано? Толку имат побарано колку што му даваме? тие се врз основа на ланската година. Тралала беше со 100 и Кој ќе беше од 100.000? не. Тралала беше 100 и Musicland беше 100. Сега го немаме Music Land? Го имаме, Го има подолу. Го имаме. Добро. Други прашања? Констатирам дека немаме други прашања по оваа точка и преминуваме на точка 3 од дневниот ред, програма за образование во општина Битола за 2025 година. Го молам представникот од општината да даде образложение за оваа програма. Повелете. Добар ден на сите. Во однос на предлог буџетот за програмата за образование во општина Битола за 2025 година, за програмата N1 основно образование според потребите кои училиштата ги имат доставено од општина Битола за 2025 година, трошоците се вкупно 772 милиони 783.326 денари, од кои 629 милиони 294.636 денари се за плати и надоместоци. Исто така што во предлог буџетот се испланирани истата сума на пари, значи која што е и побарана од основните училишта за исплатата за плати и надоместоци, додека остатокот од 3.448.364 денари се распоредени за отпремнина на вработените, материјални трошоци и трошоците за реконструкција, а останатиот дел нели ќе се покриваат од буџетот на општината. Моментално, исто така во предлог буџетот на општина Битола за 2025 година се испланирани 30 милиони денари за материјални трошоци, но од погоре наведеното може да се види дека потребите на основните училишта се многу поголеми и истите ќе се надоместат со ребаланс на буџет. За програмата на основно образование исто така имаме и расходи од самофинансирачки активности, кои се испланирају во вкупен износ од 10.879.800 денари и од самата сметка на донации за програмата N1, значи основно образование, испланирани се вкупно 6.653.900 денари. Исто така да напомнам дека дотацијата од Министерството за образование за основното за ова година, нормално од Министерството добиени се податоци дека ќе изнесува 632.743.000 денари. Понатаму за програмата N2, односно средно образование, од Министерството за образование како блок дотација се издвоени средства во износ од 389 милиони денари,
Потребите на средните училишта за 2025 година се вкупно 429 милиони 071.531 денар. Од нив заплати на доместоци се 297 милиони 132.931 денар, а за материјални трошоци за капиталните расходи според реалните потреби на училиштата, значи потребни им се 54 милиони 716.000 денари, кои исто така не се планирани поради ограничениот износ на дотацијата. Меѓутоа, дел од средствата ќе бидат надоместени со пренесениот вишок на приходи, што тоа истото значи и за основното образование кај N1, пренесениот вишок на приходи кој што не знаеме колку ќе изнесува, кој што пристигнува во февруари од Министерство за образование. Значи, за N2 дел од средствата исто така ќе бидат надоместени со ребаланс на буџетот. Исто така кај програмата N2 имаме само финансирачки активности кои што се испланирани со вкупен износ од 17 милиони 040.700 денари и сметката за донации 7 милиони 434.250 денари. Благодарам. Ви благодарам. Дали имаме прашања по точка 3 од дневниот ред? Јас имам прашања. Повелете, председател. Не разбрав, два пати ве слушнав, само не можам да отворам програмата. Зашо ќе бидат обезбедени со ребаланс пари? Значи, како што кажавме, средствата од дотацијата кои што се заплати, значи дотацијата е 632 милиони 743.000 денари. Меѓутоа заплати рековме дека се потребни 629 милиони 294.636 денари заплати недоместоци, оттаму остануваат средства, значи од дотацијата 3 милиони 448.364 денари. Значи од буџетот на општината ќе бидат обезбедени 30 милиони денари за основното образование. Меѓутоа, према трошоците кои што ги имат доставено училиштата дека ќе им бидат потребни за 2025-та, се многу повисоки и затоа кажавме дека во понатаму зависно како ќе имаат потреба, значи од трошоците како ќе се добиваат месечно, ќе бидат дополнети со ребаланс на буџет. Не, само прашањето ми е, значи следува изборна година. Ние не знаеме кога ќе има ребаланс. Што ако нема ребаланс? Тоа не можам да го одговорам. Знам дека не можете, само не може да се каже дека ова ќе го обезбедиме со ребаланс, кога влегваме во година, кога ќе имаме одреден период забрана за такви одлуки и не знам како тие средства ќе, мислам, лесно некој вели дека ќе се обезбедат со ребаланс. Што ако нема ребаланс? Значи може да се доведеме до ситуација до ноември месец наредна година да нема ребаланс. Или октомври крај, не знам кога ќе бидат изборите. Не знам, еве ќе видиме и самото да пренесениот вишок на приходи, прво ќе видиме и колку ги бизнесува, кој што треба да пристигне. Јас само ве прашувам заради тоа што обично ребалансот е во јуни-јули, а мислам дека во тој момент ќе има може да се носат такви одлуки. Второто прашање ми е колку средства се предвидени за талентирани ученици? Значи во оваа година беа испланирани 300.000 денари. А следната? Исто. Јас не сум член на комисијата, меѓутоа ќе побарам и на седницата на буџетот. Мислам дека сите многу добро ги видовте реакциите на граѓаните во врска со наградите на учениците и сметам дека ставката е мала. Меѓутоа, ова ви го кажувам како некој кој ја изготвува програмата, дека треба прво да се разгледат критериумите кои ги поставувате како комисија, односно како одделение, и второ сметам дека децата доколку треба да добијат некоја награда, тие се деца кои што доаѓаат од општинските училишта. И сметам дека можеби треба да го смените начинот, па и во оваа програма,
и да се оди по различен пат. Односно, училиштата имаат своји информации кои ученици на кои надпревари учествувале, така? Значи, вие ги терате родителите да извадат од нотар да заверат дека учи во тоа училиште, од извод на родени, од еден куп документи за на крајот да не ги добијат, да не бидат наградени. Јас не ја разбирам поентата зошто едно дете кое што учи во државно училиште, кое што го застапува тоа училиште, родителите треба да извадат 10 документи за да докажат. Еве имаме тука од образование. Јас не можам да разберам на вистина зошто толкави малтретирања треба да се направат за деца кои учествувале на надпревари каде ги представуваат училиштата. Сметам дека ставката прво е мала, а второ треба да се сменат скроз критериумите и треба училиштата да бидат тие кои што не знам, можеби ќе издаваат само еден документ, меѓутоа вие да им барате на родителите, на нотар, да им барате извод од матична книга на родени, то дете, значи, ако нема извод, нема да биде запишано во тоа училиште. Да им барате цел ден да вадат документи и на крајот да бидат наградени само дел од тие кои освоиле награди. Ова е навистина сериозна тема. Во ред, да, меѓутоа, како прво критериумите, значи, кои што се во јавниот повик, бе изготвувани од страна на наставници од училиштата. Значи, јас само ви кажувам не, своје мислење. Да, меѓутоа, точно, не може да бараме на деца кои учат во државни училишта да вадат документи дополнителни. Тие учат во тоа училиште. Училиштето ги има нивните документи. Нема потреба од дополнителни документи. Тој дел сакам да ви кажам. Значи, ги малтретираме родителите, децата се надеват и на крајот не ги добиваат. Меѓутоа не добиваат зашто не ги следат критериумите кои што се во јавниот повик. Значи, аплицираат со, не знам дали го видовте јавниот повик, први, втори, трети награди добиени, меѓутоа не се рангирани како што стои во јавниот повик на прво, второ и трето место, Значи, рангирани на листата. И затоа има, да речем, реакции, пошто не ги исполнували условите, меѓутоа аплицирале. Јас ви ја кажувам реакцијата и за документите. Не само за не ми е мене реакцијата само за дали биле рангирани или не. Значи, јас ви кажувам дека барате документи кои што ги има училиштето. Има тука 5 наставници. Прашајте ги дали без извод може тоа дете да учи во тоа училиште. Не може. Значи, еден куп документи се барат непотребно. Збораме за деца кои учат во државни училишта, не збораме за приватни училишта. Ви благодарам. Ви благодарам. Дали имаме други прашања по точката? Немаме други прашања по оваа точка и преминуваме на наредната точка од дневниот ред, програма за социјална заштита во општина Битола за 2025 година. Го молам представникот да се произнесе по точката, повелете. Добар ден, дали се слушаме или да се доближам до микрофонот поблиску? Да се дојдам. Да. Во ред, програмата за социјална заштита за наредната година е во вкупен износ од 16 милиони 106 илјади денари, од кои што од општина Битола се предвидени 13 милиони 946 илјади, 13 милиони 946 илјади, додека од донатори се предвидени 2 милиони 160 илјади. Активностите се поделени во 4 основни ставки, од кои првата е финансиска поддршка за ранливи групи на граѓани, втората е ран детски развој, третата е социјална заштита на лица со попреченост и четвртата е намалување на сиромаштија и социјална исклученост. Во однос на активностите кои што се во овие 4 ставки вклучени, се предвидени дел од активностите кои биле и предходните години и се докажале како корисни за нашите сограѓани, а има и неколку нови кои што се за прв пат воведени во програмата, како например проектот Титно копче, како и обука за знаковен јазик. Тоа е тоа. Ви благодарам. Дали имаме прашања по оваа точка? Повелете, Вајковски. Благодарам, гледам дека имаме сега нова услуга Итно копче. Ако може да ни објасните точно што значи ова и како е предвидено овие 876 илјади денари да се трошат од страна на општина Битола.
Да, тоа е една од новите активности. И тука всушност станува збор за набавка на апаратчиња и копчиња кои што ќе бидат подоцна распределени на стари изнемоштени лица кои живеат сами и со притискање на едно копче тие добиваат телефонски повик од телефонска централа која што ќе функционира 24/7 и во случај нешто да им се случи, тие ќе можат да добијат поддршка пред се со телефонски повик, а доколку има потреба и екипа ќе изреагира, ќе оди во нивниот дом или ќе ги пренесе до институција. Општина Битола ќе купи такви копчиња, кај ќе звони, мислам, Да, ќе се набават копчињата, ќе се набават апаратчињата, а потоа и ќе се финансира и одржување на таа услуга, бидејќи станува збор за 24/7 часовна услуга. Кај ќе звони телефонот, да речем, копчето? На телефонски повик, кој што сето тоа ќе биде преку јавен повик, на телефонска централа, каде ќе има лица ангажирани за да ги примаат тие повици. Тоа во рамките на општината ќе биде? Ќе биде и преку јавен повик, преку сервис провайдер. Добро, мислам, ворете вака услугата, ама мислам дека треба ова да се скоординира со Центарот за социјални работи, без разлика општината што поддржува вакви програми. Ворете да се набават, меѓутоа одржувањето и вработувањето на вакви лица, ево, според мене, мислам дека во надлежност на ЦСР, да не ја претвориме општината. Општината има поголема надлежност во делот на комуналните инфраструктурните проблеми на граѓаните, отколку да биде социјално и да ги превзема надлежностите од Центарот за социјална работа. Мислам, треба добро да се размисли, бидејќи набавувањето ќе се набави, подоцна и одржувањето и и одржливоста на проектот ќе биде доведена во прашање и да не се доведеме во ситуација да генерираме огромни трошоци кои што подоцна ќе не можеме да ги покриеме. Добро да се размисли за активноста, како ова ќе функционира, бидејќи надлежност за социјалните работи е во ЦСР. Моје мислење. Всушност ова станува збор за активност која е веќе спроведена успешно во неколку општини во нашата држава и во поголем дел од градовите во светот кон кои се стремиме, кои имаат висок процент на социјални услуги кои се корисни за сите граѓани и всушност ова е услуга која не би ја заменала работата на Центарот за социјална работа, туку би служела за итни ситуации кога едно старо изнемоштено лице кое живее само во домашни услови ќе падне, ќе му се крене притисок или ќе нема кого да повика, да може да се обрати до соодветно лице кое ќе го води со насоки, што да преземе, како да си помогне на самото себе се, а доколку има потреба и да испрати екипа која би го презела и би го однесла до болница. Се комплетно го разбирам, супер е, мислам како активност супер е. Меѓутоа, после кои лица ќе бидат во општина Битола, кои што ќе се грижат за тоа. Тука мене ми е дилемата. Дали ќе имаме соработка со, ако треба брза помош од брза помош некој да биде вклучен, тоа треба добро да се размисли и ваквите активности се супер, меѓутоа после генерираат огромни трошоци кои што треба општината да ги плаќа. И пак ја кажам, општината не е социјална за социјални работи. Треба да се поддржуваат, меѓутоа кои се после импликациите. Вака да се воспостави систем е супер, ама после колку лица ако 24 сати треба во 3 смени. Вот и вака ќе се префрла целата одговорност во општината, ќе треба да направиме ние специјално одделение, сектор кој што ќе работи само ново и 24 сати треба да работат луѓето, 3 смени. Значи ќе треба да се работат минимум 9 луѓе, 10. Тоаш зошто работи Центар за социјална работа, се прашувам вака. Само тука би се надоврзала до колегата Бојковски, комплетно се сложувам со неговото мислење. Вие тоа го замислувате како служба во рамките на општината или во соработка со болница, со доктори, со слично, како го тоа замислувате? Услуга која што ќе биде водена од сервис провайдери, од лиценцирани сервис провайдери. Каде, например, би ја барал помошта, мерење на притисок во 24 часот, например?
Или носење на храна, например, во утрински рани часови, така натаму, кој тоа би го правил во рамките на служба во општината или како го замислувате во тој дел? Не, тоа нема да биде служба во рамките на општината, тоа ќе биде од сервис провайдер, односно од Црвен крст, Сдружение на граѓани, сервис провайдер кој ќе биде покасно избран на јавен повик, кој што ќе нуди таа услуга. Знаеме колку ќе чини сервис провайдерот и немате предвидено средства за сервис провайдер. Овде само има итно копче, алармни. Ова е вкупна сума предвидена за набавка на алармните уреди и за одржување на услугата во период од една година. Добар дел од оваа сума е за набавка на копчиња на Информативен центар Битола за 2025 година. Директорот е присутен, па го молам да се произнесе во кратки црти по програмата на КИЦ-от. Повелете. Програма за работа, годишната програма за работа за 2025 година на културно-информативниот центар КИЦ Битола е поделена на 7 програмски подрачја, од кои едното е издавачка, музичка, сценско-уметничка дејност, ликовна, филмска, аматеризам и туристичка поддршка на и имплементирање на туристички елементи во самиот офицерски. Вториот сегмент е за вработување на луѓе во самата институција со оглед на тоа дека нас ни се неопходни, ни се потребни за да можеме понатаму да делуваме како самостојна институција. Вкупната сума која што ние ја имаме како понуда, тоест и како барање, е 22 милиони 85 илјади, од кои 16 милиони се поддршка од општината, а 6 милиони 85 илјади се од самостојни од наши приходи. Значи, размислата е во тоа што дека дел од тие средства, значи се согласно со планот што е поминат за вработување, да се вработат законски како што е 6 до 7 луѓе, во зависност од нивните звања и финанси, а од останатите да се бидат понатаму во под агенција за вработување. Исто така ние планираме, значи, како активности настани кои се надополнуваат, а од друга страна не влегуваат во ингеренциите на националните институции, а тоа се театарот, музејот и Центарот за култура, со тоа што со нашите програмски активности, програмската понуда, да го покриеме оној дел кој што е потребен на граѓаните на општина Битола. Готова? Да. Ви благодарам, директоре. Прашања дали имаме по оваа точка? Имате прашања, председател? Само кратко. Рековте дека имате потреба од вработени? Да. Сега не помина планот за вработување? Да, помина планот за вработување и сега. Тоа е за 2025-та планот за вработување. Па и програмата не е за 2025-та? Да. Значи тие што ги изгласавме плюс ви требат? Не, тие се што ги изгласавме се за 2025. Тие се 17. Така? Да. Значи од тие 17 плюс немате потреба? Не, немаме во моментов, не. Тоа сакав да ве прашам. Ви благодарам. Други прашања? Немаме други прашања по оваа точка и преминуваме на наредна точка. Годишна програма за работа на Општинската јавна установа Зоолошка градина Битола за 2025 година. Имаме представници од Зоолошката градина, па ве молам да се произнесете по точката. Добар ден на сите. Зоолошката градина како институција на која што е посебен интерес и за град Битола и за поширокиот регион, морам да нагласам дека веќе 2025 година 75 години од постојањето на Зоолошката градина во Битола, значи еден мал јубилеј. Нешто што сакам да напоменам, што е многу битно за 2025 година, тргнавме во ревидирање на проектите за изградба на нови живеалишта во Зоолошка градина. Веќе еден од проектите е поднесен и до Општина Битола за одобрение за градба. Сакам да нагласам дека со тие проекти ќе аплицираме пред сите надлежни институции.
вклучувајќи општина Битола, надлежни министерства, амбасади и така натаму, се со цел да добијаме нови живеалишта, кои што ќе го разубават амбиентот во зоолошката градина. Исто така се превземени активности во дело на уредување на старите живеалишта и на доуредување на детското катче. Набавена е некоја нова опрема таму, која што од месец март ќе биде веќе во функција. Годишната програма финансиска на зоолошка градина е 14 милиони денари од Министерство за култура, кое што е малте не скоро сето заплати, некои 200.000 денари остануваат во дело на материјални трошоци и 4 милиони денари од општина Битола. Тие 4 милиони денари ќе се искористат за храна, за обновување на живеелиштата и за тековно одржување на објектите во зоолошката градина. Ви благодарам, директоре. Дали имаме прашања по оваа точка? Повелете, председателке. Добар ден, директоре. На 3.10. ви пуштив еден писмен допис и морам да кажам, за да знаат и колегите советници, меѓутоа и јавноста, дека овај совет изгласа една иницијатива каде побаравме помош од владата да се разгледа на кој начин да му помогнеме на зоолошката, бидејќи овде со години се зборува за зоолошката и скоро, мислам, 15 години дека немате нови вработувања. Морам да бидам искрена, на нашата иницијатива се јавија од владата, ме контактира лично мене и ме замолија да им доставам материјали во врска со тоа што и треба на зоолошката. Не знам од кои причини, од зоолошката градина, баш во времето кога вие бевте поставен за директор, ми беше побарано на писмено да се обратам, од јас за дома ги барам тие работите за во зоолошката, да се обратам на писмено. Од тогаш има 2 месеци, директоре, до советот и до мене не е пуштено апсолутно никаков документ. Јас тоа го разбирам само како едно нешто, а тоа е дека вас ништо не ви треба. Или пак не сакате да ни пуштите, бидејќи мислите дека некој друг ќе треба да работи, условно кажано, за зоолошката. Зоолошката е на сите граѓани и јас лично како советник повеќе од 10 години се залагам за да се подобрат условите во таа зоолошка и сметам дека не е во ред од ваша страна 2 месеци да немате до нас доставено документи од типот кои се вашите најитни потреби. А ако немате потреби, тогаш кажете ни дека немате и сами работете онака како што сметате дека треба да работите. Сакам да ми објасните дали во оваа програма, која имате за 2025 година, се имате и ќе си ја спроведите без никаква помош. И дали во следниот период ќе добиете нови вработувања. Ако не ви требаме како совет, кажете ни, нема поќе воопшто ништо да ви бараме, ниту пак да реагираме на вашите барања. Ви благодарам. Значи, почитувана председателке, по однос на вашето барање, кое што беше во прва прилика усмено упатено до нашата институција, јас побарав вашето барање да биде написмено, за да ја држиме на некој начин нивото на некаква кореспонденција. На вашето писмено барање не изготвивме одговор и одговорот е испратен на мејл. Не знам зошто го немате добијано или го немате прочитано, не можам да тврдам што се има случајно, меѓутоа дека е изготвено одговор врз основа на вашето барање, да, изготвен одговор. Може да ми кажете на која дата е пуштено и до кој е пуштено? Можам да ви кажам, во моментов не, меѓутоа Не сакам сега да ми кажете. Да ми кажете кога сте ми пуштиле мејл, дали мене сте ми го пуштиле, до општина сте го пуштиле, до градоначалник, до совет, до кој сте го пуштиле. Значи, ние не зборуваме за едно обично ливче. Вие требаше да доставите целосна информација составена од документи.
Сакам да ми кажете кога е испратена до Совет на општина Битола. Значи ќе мора да проверам, накнадно ќе ви го обезбедам документот, кај нас е архивиран документот и е пратен на мейл. То со сигурност можам да ви тврдам, затоа што и самиот јас не би постапил поинаку, ако имам некакво барање од Советот на општина Битола или од председателката, па да не одговорам на тој мейл или на тоа барање. Во тоа барање точно беа наведени, значи, кои се нашите потреби, кој е нашиот план за вработување, точно по датуми кога се луѓе заминати во пензија, со колку луѓе работиме, со кои капацитети работиме и со која финансиска конструкција. Јас извинувам ако не стигнало до вас или некаде залутано, меѓутоа од архива можам да ги извадам и да ви кажам точно на кој датум. И јас благодарам за вашата поддршка, што сакате да ни помогнете, да, ни треба поддршка и треба на Зоолошката градина поддршка, затоа што еден репрезентент во Битола. Многу градови во околината нема, дури Солун нема една зоолошка градина. И мене ми треба вашата поддршка во секој случај. Значи вака, од 3.10. до денес има повеќе од 2 месеци. Ако јас сум добила мейл, не мислите дека може би требаше негде да биде пратен, изреагирано? Значи, прво, ако сте имале одговор на такво барање, требало да го доставите до архива. Или физички преку, како што се носат другите барања, така да биде доставен. Јас ви кажувам дека до мене, лично, до мојот мейл, нема ништо стигнато. А вие треба да ми кажете до кој сте го доставиле, бидејќи беше лично од мене пуштено до Зоолошка градина Битола. Така да не играме сега расипан телефон. 2 месеци се поминати, такво нешто до мене не е стигнато. Значи, воопшто не сакам да изигравам расипан телефон, меѓутоа тврдам дека тоа барање е, дека одговор на тоа барање за информација е испратено. Може би се работи за грешна пошта, нешто ќе се види. Мислам дека ова прашање ќе се разреши. Дали имаме други прашања по оваа точка? Немаме други прашања по оваа точка и преминуваме на наредна точка од дневниот ред. Годишна програма за работа и финансиски план на јавната општинска установа Дом за стари лица Сјурајдер Битола за 2025 година. Молам директорката во кратки црти да се произнесе по програмата за работа. Повелете. Добар ден на сите. Годишната програма за работа на Домот за стари лица Сјурајдер Битола се заснова врз активности и цели и задачи кои што установата треба да ги исполни во 2025 година. Домот е под законска надлежност на Министерството за социјална политика, демографија и млади и под општина Битола. Услуги кои ги нуди установата се сместување, исхрана, хигиена, здравствена заштита и нега, социјална заштита и социјална работа со корисниците, човечките ресурси во кои што располага во моментот Домот за стари лица изнесува 30. Исто така, организацијата на работа е поделена во хиерархиска поставеност во установата и утврдена на следните нивоа: директор служби оддели, служба за административно и помошно-техничка работа и стручна служба и служба за административно и помошно-технички работи, каде што функционираат оддел за финансиски прашања, оддел за општи административни работи и унапредување со човечки ресурси и оддел за помошно-технички работи. Во стручната служба имаме оддел за социјална работа, оддел за сместување, нега, исхрана и здравствена заштита на корисниците, просторно-техничките услови за работа во домот се на високо ниво. Значи, знаеме дека домот е реновиран, располагаме со еден павилјон во кој што се сместени луѓе на кои што не им е потребна дополнителна помош од друго лице и павилјон во кој што имаме лица на кои што им е потребна помош и грижа и нега од други лица.
Исто така во програмата се наведени оперативниот план на активности кој што во детално е опишан и тоа за секоја услуга има активности и цели поставени кои што треба да се исполнат. Исто така е донесен оперативен план на програмата за работа на Дом за стари лица Сјуе Рајдер, каде што исто така се наведени детално за секоја услуга, која активност е предвидена, кои се вклучени и период на реализација на тие активности. Исто така во оваа програма се наведени е вградена и програма за работно-окупациони и културно-забавни и рекреативни активности на корисниците во установата, каде што се набројани сите активности кои што ќе се работат и ќе се реализираат со корисниците по месеци, за цела 2025 година. Исто така во програмата се вметнати и две дополнителни нови на услугите на старите изнемоштени лица кои што ќе бидат корисници на нашите услуги во домот. Исто така во програмата се наведени и начинот на водење на евиденција на документација која што е пропишана со правилници според Законот за социјална заштита и според Заводот за социјални дејности. Соработката е со сите центри за социјална работа и други институции, како што се градинки, училишта, невладини организации. Имаме соработка со другите домови за стари лица во цела држава и така натаму. Исто така во склоп на оваа програма е и финансирањето. Домот има само финансирачка сметка и наменска сметка со која располага. И во оваа програма се наведени финансискиот план за работа на Домот за стари лица, кој што од минатата година нема некои дополнителни измени. Блок дотациите се тие од Министерството и наведени се основните работи кои што се потребни за да функционира Домот за стари лица. Ви благодарам, доколку имате прашања, повелете. Ви благодарам, директорке. Прашања по оваа точка? Констатирам дека немаме прашања по точката и преминуваме на наредната точка од дневниот ред. Точка 8. Одлука за продолжување на воспоставената меѓуопштинска соработка помеѓу општина Битола и општина Новаци. Молам представникот во кратки црти, произнесете се. Повелете. Добар ден на сите. Пред вас имате одлуката за продолжување на воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Битола и општина Новаци и во наредната точка за општина Битола и општина Могила. Двете точки станува збор за продолжување за една година до 31.12.2025 година, каде општините Могила и Новаци учествуваат со своји вработени во територијалната противпожарна единица. Во пракса било, ова е многу години наназад вака, сега само се продолжува за една година до нова година 31.12.2025. Ви благодарам. Точка 9. Одлука за продолжување на воспоставена меѓуопштинска соработка помеѓу општина Битола и општина Новаци. Се надевам дека истото образложение како точка 8. Истото образложение за Могила и за Новаци. Така, ви благодарам. Со тоа ги завршивме точките од дневниот ред на Комисијата за јавни дејности. Преминуваме на гласање по истите. Момент само, колегата во моментот е малку отсутен. Точка 3. Програма за образование во општина Битола за 2025 година. Кој е за? 2 гласови за, воздржани 1. Точка 4. Програма за социјална заштита во општина Битола за 2025 година. Кој е за? 3 гласови за. Точка 5 од дневниот ред. Годишна програма за работа на јавната општинска установа Културен информативен центар Битола за 2025 година. Кој е за? 2 гласови за, воздржан 1. Точка 6 од дневниот ред. Годишна програма за работа на општинската јавна установа Зоолошка градина Битола за 2025 година. Кој е за? 2 гласови за, воздржани 1. Точка 7 од дневниот ред. Годишна програма за работа и финансиски план на јавната општинска установа Дом за стари лица Сјуе Рајдер Битола за 2025 година. Кој е за?
3 гласови за. Точка 8. Одлука за продолжување на воспоставената меѓуопштинска соработка меѓу општина Битола и општина Новаци. Кој е за? 3 гласови за. Точка 9. Одлука за продолжување на воспоставената меѓуопштинска соработка помеѓу општина Битола и општина Могила. Кој е за? 3 точки за. Со тоа се исцрпени точките од дневниот ред и Комисијата за јавни дејности ја прогласувам затворена. Ви благодарам.